Добро вечер, Сокот. Веста дека председателката на Државната комисија за спречување корупција, Татјана Димитровска, е приведена заради оддавање на службени тајни во предметот адитив, беше уште еден шок на јавноста, дека во Македонија нема институција која не е инфицирана со криминал. Оние кои треба да се борат против корупцијата јасно знаат дека службените лица не смеат да ги користат информациите со кои располагаат во вршењето на функциите, јасните овластувања и службените должности за остварување корист или предност за себе и за друг. Димитровска не е случаен човек. Таа е бивш ревизор и доби најмногу бодови при изборот за член на антикорупцијската комисија. Првата вест сепак за неа беше дека бара дипломатски пасош, но и службено возило. Неизини пораки се пронајдени во Вибер комуникацијата со поранешниот директор на ТЕЦ Неготино, Небојша Стојановиќ, тогаш и осумничан, а сега обвинет во случајот адитив. Не од приватниот, туку од службениот телефон му давала информации поврзани со предметот адитив, во кој се вмешани 31 лице, а сега уште 3, но и фирми од семејното стебло на Стојановиќ, кои според обвинението, меѓу другото, злоупотребували постапки од милионски тендери. Димитровска вели дека Стојановиќ бил семеен пријател, а со него разговарала кога не била покрената постапка од обвинителството за борба против организиран криминал и корупција. Миомир Серафиновиќ има повеќе. iPhone, кој до пред 10 дена бил апарат со службената телефонска картичка на председателката на антикорупцијската комисија, Татјана Димитровска, сега е во рацете на истражители на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Се наоѓа во зградата на обвинителството и чека ред за форензичка анализа во лабораторијата која ова обвинителство има. Анализата треба да даде одговори дали има и други докази и индиции за Димитровска, која минатиот четврток ја шокираше нацијата, откако обвинителството отвори постапка за неа, и тоа за издавање на службени тајни од институцијата која раководи и која водеше во борба со корупцијата. Обвинителството ни одговори дека проверува и истражува и понатаму во случајот со првата антикорупционерка. Во моментов обвинителството презема и други действија во насока на обезбедување на докази за евентуално сторени и други кривични дела од осомничената и од други лица. Откритијата во случајот со Димитровска дошле преку форензичка анализа на телефонот на осомничениот екс-директор на ТЕЦ Неготино, Небојша Стојановиќ, кој е притворен лани на 10 декември во рамки на истрагата адитив. Во месец декември 2024 траела и комуникацијата меѓу притворениот Стојановиќ и председателката на ДКСК. Престанала бидејќи во рамки на истрагата адитив биле одземени телефоните и другите информатичко-технолошки уреди на Стојановиќ. Биле предадени на форензичка анализа во лабораторијата на ОЈОГОК, но телефонот на Стојановиќ стигнал наред дури од неколку недели после трагедијата во Кочани. Форензиката во обвинителството се прави врз основа на приоритет, кога станува збор за случаи на тероризам или другитни потреби, или поред, како што доаѓаат запленетите телефонски уреди. Поради долгиот ред за форензика по отварање на повеќе истраги за организиран криминал и корупција и еден приоритетен случај за тероризам, телефонот на Стојановиќ стигнал за анализа на средината на март. Но тогаш се случува пожарот во Кочани. Лабораториската форензика добива нов приоритет, а тоа се предмети, уреди и апарати поврзани со истрагата за најголемата трагедија во Македонија, чии жртви се млади луѓе, тинејџери и малолетни деца. По 10 денови напорна проверка, приоритетот Кочани е завршен, па истражителите на ОЈОГОК се вратиле на стариот ред и на телефонот на Небојша Стојановиќ. Во него имало интензивна комуникација со повеќе лица, меѓу кои со контакт запишан како Татјана ДКСК. Истражителите извадиле стотици пораки, а обвинителството утврдило дека бројот на тој контакт е бројот на Татјана Димитровска, председателка на ДКСК. Во тие пораки испраќани преку апликациите Viber и WhatsApp се најдени фотографии од документи кои биле содржани во предмети на антикорупцијската комисија, а поврзани со теми и случаи кои што биле директно поврзани со веќе уапсениот Небојша Стојановиќ. Имало слики од целите неанонимизирани одлуки на ДКСК, службени белешки од предметите, имиња на службеници во ДКСК, но и во други институции,
кои работеле на предметите и кои подготвувале и испраќале документи до антикорупцијска. Била донесена одлука истрагата да ја води само обвинителството со своите истражители, да не се бараат постапки од полицијата и МВР. Станувало збор за високо позициониран државен службеник и функционер на најважната позиција во системот за борба против корупцијата. Бројот на луѓе кои учествувал во оваа истрага бил мал и ограничен, само однатре, за да се спречи пробивање на постапката и евентуално уништување на докази, да исчезне телефонот на истражуваната, па дури да се превенира евентуална недостапност на луѓето опфатени со оваа истражна постапка. Биле побарани повеќе досиеи и предмети на ДКСК, а биле извршени разговори со службеници од антикорупцијската, кои работеле на предметите поврзани со адитив, но и со други кои немале врска со истрагата и со протекувањето на информациите. Од предметите било утврдено дека фотографиите кои Стојановиќ на својот телефон ги добивал како фотографии од контактот Татјана ДКСК биле фотографии од предмети на антикорупцијска. Потоа на 24 април претходне обвинителството бара полициска асистенција за повеќе активности, меѓу кои жени полицајки, кои треба да извршат наредбата за претрес во Скопје. Ниту во тоа барање не била посочена директно Димитровска, се до моментот кога полицајките тргнале кон ДКСК за да извршат нејзин личен претрес и да ги преземат уредите кои ги има. Тоа се случувало среде антикорупцијска. Првата антикорупционерка стана дел од истрага на обвинителството, а по претресот била однесена во просториите на ОЈО-ГОК. Таму и било посочено за откриените комуникации и фотографии од предмети и документи, кои според обвинителството биле службена тајна. Димитровска не зборувала многу, пошто е однесена во суд, кој ги одзеде пасошите, обичниот и дипломатскиот, кој го доби по нејзино барање. Судот го прифати и барањето на обвинителството и издаде забрана за вршење на активности поврзани со функцијата. Димитровска во својот допис до јавноста пред 1 мај порача дека станува збор за приватна комуникација која е земена како основа за истрага против неа. Побара да се почитува интегритетот на институцијата и да не се зносат заклучоци пред време. Мојата комуникација со семеен пријател кој подоцна стана обвинет во случајот адитив се одвивала во период пред да започне постапката за него пред надлежното обвинителство. Од соопштенијата од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се согледува дека нашата комуникација траела до декември 2024 година или пред да му изречена мерка притвор по оваа мерка кон него. Јас престанувам со комуникација. Содржината на комуникацијата се однесува на разговори без никаква поврзаност со случајот за предметот адитив. Дел од споделените информации се однесуваат на јавни документи, чија содржина пред нашата комуникација е објавена во јавност, а останатиот дел е вообичаена пријателска комуникација. За оваа моја комуникација изразувам жалење и укажувам дека е направена без никаква намера да влијам на постапките или на било кој аспект на истрагата. Ова го тврдам одговорно. Од обвинителството во одговор до код негираа дека приватни разговори се дел од истрагата, бидејќи тие веднаш се отстрануваат од истражниот предмет, туку дека станува збор за пораки кои се доказ за делото за кое е осомничена Димитровска. Обвинителството, како што впрочем наведе и во соопштението, истражната постапка против лицето за кое покажувате интерес ја отвори како резултат на екстрахирани податоци обезбедени во предметот адитив. Лицето е осомничено дека преку својот службен телефон и апликациите Viber и WhatsApp давала податоци на обвинет за поведени постапки за отварање на предмети против сега обвинетите правни и физички лица во предметот адитив и одлуки по истите, службени белешки и податоци кај кој член од Државната комисија за спречување корупција се наоѓа конкретен предмет, како и податоци за проверка на имот на обвинетиот и на неговото семејство, што подразбира дека во никој случај не станува збор за приватни комуникации. Димитровска е под истрага за еден случај, а форензичката анализа на нејзиниот iPhone треба да донесе нови податоци, кои ќе го обработува обвинителството, за да дојде до одговори дали таа имала слична, сомнителна комуникација со други функционери опфатени со постапки на антикорупцијската комисија, а кои не се поврзани со Стојановиќ, адитив, ТЕЦ Неготино и производство на струја. Истрагата доаѓа 15 месеци по нејзиното преземање на функцијата председател на ДКСК.
Димитровска едногласно беше избрана, но од политичкиот спектар, не од стручниот. Како на избор на Евровизија, ново собрание, од парламентарните партии, владеачки тогаш СДСМ-ДУИ и опозицијски во тоа време ВМРО ДПМН и пратеник на блокот кој подоцна стана Вреди, Татјана Димитровска доби 4 максимални оценки, односно по 100 бодови. 20 членови на комисијата за избор кои беа од невладиниот сектор, за нејзиниот капацитети дадоа по 20 бодови. Партиите ја избра, не ги послушаа невладините кои го следат секторот антикорупција. И 15 месеци подоцна се покажа дека политичарите имаат тврди уши. Прават политички сделки на штета на граѓаните. Кога ја презеде функцијата, вети исчекор во борбата против корупцијата. Со задоволство стоиме пред вас како Државна комисија за спречување на корупција, а мене како председател на комисијата ми е голема чест и привилегија, но и секако предизвик и голема одговорност. Државната комисија за спречување на корупција има задача да го штити интегритетот на општеството. Како Државна комисија за спречување на корупција ќе работиме независно и објективно и нема да дозволиме никаков притисок или влијание. Првиот поголем случај беше за конкурсот за 130 слушатели на Академијата за суди и обвинители. Антикорупционерите постапуваа по итна представка од кандидатот за председател, односно актуелната председателка Гордана Силјановска-Давкова. ДКСК утврди дека Академијата се обидела да вработи во изборен период 130 кандидати, кои по наставата и тестирањата ќе станеа идни суди и обвинители. Конкурсот почна цела година пред изборите. Беше прекинат лани. И година дена по изборите уште не е продолжен иако судството и обвинителството имаат премногу слободни работни места. Кога прашувавме дали за овој предмет има пораки за размена на информација од страна на председателката на ДКСК кон други лица, ни беше кажано дека во досегашните проверки не излегле такви податоци. Но конечниот одговор ќе го даде форензиката на айфонот на Димитровска. И не само за тој случај. Антикорупцијска комисија расправаше и во два предмети поврзани со председателите на двете најголеми партии, Мицкоски и Филипчи. И за двајцата ги отфрлија представките. За Мицкоски беше за патувањето на самитот на НАТО во Вашингтон, кога во САД патуваше и неговиот син. Антикорупцијска утврди дека за синот на премиерот повратната авионска карта до Америка била платена во кеш, но не од страна на владата, и дека тој не бил дел од државната делегација. За лидерот на СДСМ пак беше отфрлена представката за имотот, бидејќи во два различни анкетни листови имаше различни податоци за број на станови. ДКСК утврди дека квадратурата на становите на Филипче била иста и не станува збор за зголемување на имот. Дали имало комуникации на таа тема со други лица, надвор од ДКСК? И за тоа одговор ќе даде айфонот на Димитровска. Во рацете на антикорупцијската имаше два случаи за тајните служби. Првиот за директорот на АНБ Бојан Христоски и дали ги исполнува условите за функцијата поради сомнежи за факултетската диплома и пред се за TOEFL сертификатот по англиски јазик добиен во Бугарија. Предметот го реферираше членката Цвета Ристовска, а ДКСК одлучи да ја отфрли представката. Истрагата за валидноста на документите ја остави на обвинителството. Тогаш како новинар објавив дека Ристовска имала искуство како професорка по ревизија на економскиот факултет на Универзитетот за менаџмент и туризам, на кој една година пред да дојде на функција дипломирал втор факултет Бојан Христовски и со тоа го исполнил условот да стане директор на АНБ. Состојба која по дефиниција е судирни интереси. Но ДКСК преку PDF демант реагираше остро и навредувачки. Беше подпишана Татјана Димитровска. Сите членови на Државната комисија за спречување на корупција во континуитет внимаваат на потенцијален судир на интереси и совршено добро ги познаваат одредбите од Законот за спречување на корупција и судир на интереси, како и етичкиот кодекс на Државната комисија за спречување на корупција. Нафрлате наводи со ништо не подкрепени. Членот на Државната комисија за спречување на корупција нема било каква деловна врска со Универзитетот Скопје, како би дошло до судирни интереси со нејзиното постапување во конкретниот предмет, од причини што Универзитетот Скопје не е предмет на постапување пред Државната комисија за спречување на корупција.
Дополнително, Државниот просветен инспекторат изврши вонреден инспекцијски надзор на Универзитетот Скопје заради проверка на наводите во пријавата против директорот на Агенцијата за национална безбедност Бојан Христовски. По извршениот надзор беше констатирано дека неговата диплома е во ред. За каков потенцијален судирни интереси зборувате, во услови кога надзорот е извршен од друг орган? Зарем сакате да шпекулирате дека инспекторатот е пристрасен? Почитувани, ве молиме, почитувајте го интегритетот, стручноста и компетентноста на секој член на Државната комисија за спречување на корупција. Не ја инволвирајте во вашите потенцијални битки, известувајте стручно и професионално. Одлуката за господинот Бојан Христовски е донесена едногласно. Како новинар кој има добиено десетина награди и признанија за истражувачко новинарство, за теми кои пред, после или истовремено ги обработуваше и самата антикорупцијска комисија. По таа немила реакција од страна на првата антикорупционерка, престанав да комуницирам со Димитровска. И тоа беше декември лани, и истиот месец, кога престанала комуникацијата меѓу Димитровска и обвинетиот Стојановиќ. Немаше јавно извинување до мене, но неколку дена понавредите за туѓи битки, таа пред камерата на Телма призна дека направила грешка во реакцијата. Демантот се однесуваше до телевизија Телма и истото беше резултат на прилогот кој што го објави Телма телевизија во однос со донесената одлука за именување на директорот на Агенција за национална безбедност, особено во делот на постапувањето на членот Света Ристовска, како член кај кого електронски беше распределен предметот. Жалам доколку нанесовме штета со објавување на ова соопштение и демант и се надевам дека во иднина ќе унапредиме соработката уште подобро. Имаше ДКСК и предмет со заменичката директорка за разузнавање. Дали ги исполнува условите за функцијата? Дали научната кариера на приватен факултет за детективи и безбедност е стаж во областа на безбедноста? Но и во таа постапка ДКСК се повлече и остави обвинителството да утврдува дали има кривична одговорност. Под водство на Димитровска, ДКСК отвори постапка за екс-министерката Бисера Костадиновска Стојчевска и мечињата сувенири и патни торби купени со службена картичка. На почетокот на април, ДКСК под нејзино водство изгради став дека законот за угостителска дејност и делот за лиценците не е прецизен и не е соодветен. Расправата беше по пожарот во Кочани кога лиценцата за кабаретот Пулс се покажа како многу битна алка во причините за трагедијата. Државниот обвинител реагираше. Сега пред да дојдам, прочитав дека и ДКСК има некои забелешки на законот за угостителство, колку се сеќавам, меѓутоа не знам по која цел е ДКСК сега да дава толкување на законот, тоа е нивна работа, зошто тоа не го сторила пред еден месец, евентуално нешто сега, откако се случи настанов, не знам на вистина која е целта на ДКСК да кажува дека законот за угостителство не чинел, не бил добар. Во моментов јавните обвинители постапуваат по важечкиот закон за угостителство. 9 дена по изјавата на обвинителот Коцевски беше отворена обвинителската истрага за Димитровска за одавање службена тајна. По првичниот молк, откако помина викенд и 4 дена, реагираше и ДКСК. Државната комисија продолжува да ги спроведува своите тековни активности и обврски, а незината мисија за превенција и борба против корупцијата на сите нивоа останува непроменета и посилна од било кога. Државната комисија уверува дека постапките за утврдување и индивидуална одговорност не ја поткопуваат институционалната и колективната посветеност. Свесни сме за важноста и значењето на довербата од јавноста. Затоа ќе продолжиме да работиме со највисока транспарентност и да соработуваме со надлежните институции, обезбедувајќи почитување на законите и на високите етички стандарди во рамки на ДКСК. А антикорупцијска веќе беше обезглавена, бидејќи судот забрани на Димитровска да ги води предметите. Членовите ветуваат битка против корупцијата посилна од било кога и битка за доверба на јавноста. А председателката на ДКСК, Димитровска, во своето писмено обраќање побара да се почитува интегритетот на институцијата.
До конечно изјаснување на обвинителството нема да давам дополнителни јавни изјави, освен ако тоа го наложат околностите, водејќи се од интересот на институционалниот интегритет и транспарентност. Очекувам дотогаш да се почитува интегритетот на Државната комисија за спречување корупција, мојот и интегритетот на моето семејство. А обвинителството конечно ќе се изјасни и за други постапки, која ќе заврши форензичката анализа на телефонот на претседателката на антикорупцијската комисија. Ко долго време се занимава со набавките на мазут за ТЕЦ Неготино, но и со сомнителните сделки во РЕК Битола. Главната опасност е за нас граѓаните и затоа треба да се испита каков мазут е увезуван и што се сме дишеле изминатите години. Веќе се во притвор Ратко Капушевски од РКМ, која фирма која го увезувала мазутот, но и Асмир Јаховски од Пуцко Петрол. Подсетуваме што се откривме, зашто КОД ја доби првата награда од Европската Унија за истражувачка сторија за минатата година. Мазутот за ТЕЦ Неготино е отворена истрага во која се опфатени повеќе осомничени бизнисмени и поранешни менаџери во државната компанија ЕСАМ. КОД од 2023 правеше десетини истражувања за набавките на мазутот, а случајот го работеше и антикорупцијската комисија, но претходниот состав. ДКСК ја донесе одлуката за иницијатива за кривичен прогон во декември 2023. Во предистрагата по таа иницијатива е отворена истрагата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција на 10 март оваа 2025. Но детали од предметот за мазутот на антикорупцијска исто така биле сликани и се најдени во телефонот на обвинетиот Стојановиќ, потврдија за КОД извори од истрагата. Со таа истрага не е опфатен директно Стојановиќ, но индиректно преку ТЕЦ Неготино, каде тој беше директор, има врска. Осомничени во притвор се сопствениците на РКМ Ратко Капушевски и Ерџан Сулковски, сопственикот на Пуцко Петрол и син на пратеник на ДУИ Асмир Јаховски и поранешниот менаџер во ЕСАМ Ардијан Муча. Во бегство е екс-директорот на Електрани Васко Ковачевски. Во моментот четворица се во притвор, бидејќи кривичниот суд не ја прифати гаранцијата на Асмир Јаховски, која беше во висина од околу 2,15 милиони евра, од кои милион во недвижности, а остатокот од 72 милиони денари во пари депонирани на сметка на судот. Во теке жалба. Во врска со одлуката околу притворените во предметот мазут ве упатуваме информации да побарате од апелациониот суд Скопје како орган кој решава по истите. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција нема добиено решенија со кои претходно определените притвори се заменети со други мерки. Во досегашната постапка замрзнати се имот и пари на осомничените физички лица и на две правни лица. Судот го замрзнал сиот имот на осомничените бизнисмени, становите и куќите на Јаховски, Капушевски и Сулковски, како и сите средства на компанијата РКМ и фирмата Керка РКМ Енерджи. Обвинителството, во замена за гаранцијата во пари и стан, и во замена за замрзнатиот имот, се согласи наместо притвор Јаховски да добие забрана за напуштање на живеалиште, а тоа е во домот во Пласница, а не во становите во Скопје. Но судот не ја прифати гаранцијата. КОД во своето претходно истражување откри дека додека траела истрагата за мазутот кој државата го плати над 160 милиони евра, фирмите на Јаховски и Сулковски продолжиле да добиваат големи сделки на тендерите со државната и со локалните власти. Додека се води истрага за набавките на мазут од едната негова фирма РКМ, Ерџан Сулковски во јуни 2024 година добива лиценца од Регулаторната комисија за енергетика за трговија на големо со нафтени деривати за друга негова фирма, Пацифик Петролеум. Барањето го поднел 2 месеци претходно. За да ги исполни условите за лиценца, под закуп зема 5 резервоари од 100 кубни метри за складирање екстра лесно гориво во Кичевското село Ижиште. Резервоарите ги зема под закуп на 15 години од фирмата Пуцко Петрол на Асмир Јаховски. За неполна година од тогаш, оваа фирма има добиено 146 тендери од државни институции во вкупна вредност од над 460 милиони денари, односно скоро 7,5 милиони евра.
Најголемиот тендер од 118 милиони денари, односно скоро 2 милиони евра, е добиен од МВР во ноември лани. Се работи за рамковна спогодба на 3 години, а Пацифик Петролеум била единствен понудувач. Сулковски го подпишува договорот со МВР, додека полицијата и обвинителството го истражуваат за злоупотребите во ТЕЦ Неготино. Во октомври Пацифик добила тендер од општина Куманово од 300.000 евра за екстра лесно масло за грејење на училиштата. Повторно била единствен понудувач. Скоро 300.000 евра во ноември добили и од клиничката болница во Штип за набавка на екстра лесно масло за грејење. Само од почетокот на оваа година Пацифик Петролеум има добиено 33 тендери во вкупна вредност од над 1,5 милион евра. Фирмата е основана кон крајот на 2018 година со регистрирана дејност товарен патен транспорт. Во 2020 го добиваат првиот тендер од општина Дебарца од 10.000 евра за електроматеријали за одржување на јавно осветлување. Година дена подоцна, 2021, Пацифик добива 3 тендери во вкупна вредност од скоро 30.000 евра за набавка на горива, од кои 2 од општина Пласница и 1 од државниот студентски дом во Прилеп. Еден месец по добивањето на лиценцата за трговија со нафтени деривати на големо од јули 2024, Пацифик Петролеум веќе почнува да ги добива големите тендери. Токму Ерџан Сулковски е линкот меѓу Ратко Капушевски и РКМ Пуцко Петрол на Асмир Јаховски, син на пратеникот Исмаил Јаховски од Дуи и семејството на Али Ахмети. Код веќе ги истражуваше врските на Сулковски со зетот на Ахмети Куштрим Смајле. И Исмаил Јаховски и Али Ахмети тврдеа дека не го познаваат Ерџан Сулковски. Код уште во октомври 2023 година истражуваше кој е мистериозниот партнер на Капушевски, Јаховски и Смајлај. Код провери на сајтот за јавни набавки и доби потврда дека и по притворањето на Сулковски и Јаховски, нивните фирми продолжиле да добиваат уште сделки на тендери. Пацифик Петролеум на Сулковски има десетина тендери по 10 март и апсењето на собственикот. А Пуцко Петрол отогаш има склучено сделки за горива со вкупно 23 државни или локални институции. Последниот договор кој го добил е во вредност од околу 2.500 евра со јавната установа за детски градинки Орсе Николов во Карпош. Тендерот бил распишан 8 дена по апсењето на Јаховски, а на 17 април бил склучен договорот. Ден по апсењето на собственикот, Пуцко Петрол подпишува договор за набавка со основниот суд во Прилеп. Милионски тендери во денарска вредност по апсењето се подпишани со 2 болници, во Струмица и во Кичево. Потоа со Скопскиот универзитет Кирил и Методи и со Штипскиот државен универзитет Гоце Делчев. Единствено е тивка и без добивка од државата РКМ чиј основач е Ратко Капушевски. Но обвинителството ги проверува податоците од шпедициите кои го царинеле мазутот на Капушевски. До сега една шпедиција ги предала податоците на истражителите. Се проверува и дали податоците во системот за прием и системот за производство на енергија во ТЕЦ Неготино имаат исти податоци за количината на доставениот мазут од РКМ. Обвинителството добило инсайдерски информации дека на приемот се додавале количини на пристигнат мазут за да се покрие сделката, а во производството се пуштало помалку гориво, бидејќи не било ниту доставено. Код во претходните истражувања веќе објавуваше и проценка дека количината на произведената струја е помала од она што треба да се добие од купениот мазут. Третиот сомнеж беше и за квалитетот на мазутот, а со пресметка код покажа дека од набавената количина мазут се произвеле околу 100.000 мегават часови струја помалку. Но документите во кои имаше увид код покажуваат дека играта со мазутот почнала уште на крајот на 2021, кога е прогласена енергетската криза, додека лани во декември постигнала кулминација, кога РКМ побарал топлата и нова милијарда денари за да ја доврши испораката на 150.000 тони мазут за ТЕЦ Неготино среде зима. Фирмата РКМ се пожалила дека цените на мазутот растат и мора да се направи анекс на договорот со дополнување на цената.
Заклучно со 26 декември 2022 година ви имаме испорачано количина од 112.594 тони мазут или 75% од количината предвидена со договорот за набавка, што значи дека согласно моменталната состојба на договорот по вредност и важечката одлука на регулаторна комисија за енергетика за највисоки цени на деривати би останале за испорака уште 9.828 тони. Збирот на овие две цифри е 122.422 тони, или 18% помалку од договореното. РКМ бара над милиарда денари доплата, а ЕСМ го усвојува барањето и за 2 дена се подготвува и подпишува анекс на договорот. Се разгледува и се истражува дали имало еколошки криминал и загадување. Обвинителството ги обезбедило сите примероци од мазут кои биле оставени во ТЕЦ Неготино, во тегли и садови, надвор на атмосферско влијание. Сега се собрани на едно место и се под клуч. Се бара странска лабораторија за да се утврди составот на тоа гориво кое ТЕЦ го горел како мазут. За евентуално постоење на еколошки криминал обвинителството презема действија согласно со своите надлежности во насока на обезбедување на докази врз основа на кои би можело да спроведе понатамошна постапка и да донесе мериторна одлука за гонење за кривични дела против животната средина и природата. Антикорупцијската комисија, стариот состав, ја поднесе иницијативата до обвинителството лани во јануари, а предистрагата на обвинителството почнала по промената во ДКСК, откако Димитровска и новиот состав ја презедоа антикорупцијска и битката. Уште тогаш, лани напролет и преку лето, новата председателка се интересирала за случајот и што прашуваат и какви документи истражителите на обвинителството бараат од ДКСК. Во меѓувреме, по смената на власт, екс-менаџерите на ТЕЦ Неготино Елем добија менаџерски отпремнини во вредност од десетици илјадници евра. Меѓу нив беше и Небојша Стојановиќ. Лани во август Димитровска потврди дека добиле представка за тие отпремнини. Наводите се однесуваат на повеќе основи, имено со спојување на АД, ЕСМ и ТЕЦ Неготино, поранишните членови на управен одбор, по завршување на функциите како членови на управен одбор, останале во работен однос во АД ЕСМ, што подносителот укажува дека било незаконски, бидејќи трговските друштва во државна сопственост единствено се вработуваат преку јавен оглас. Во оваа представка има навод дека оние лица кои станале да работат во АД ЕСМ покрај плата одредуван на работен однос, има земено и надоместок во вид на отпремнина за пристанок на менаџерскиот договор. Еден од опфатените со таа постапка требаше да биде и Небојша Стојановиќ, кој во истиот период имал интензивна комуникација и добивал фотографии од предмети на ДКСК токму од председателката Димитровска. По отворената истрага за првата антикорупционерка, овој предмет за отпремнините досега не е спомнат ниту од комисијата, ниту од самата Димитровска во јавните обраќања и одговорите до новинари. Многу сегменти од овие наводи ги истражуваше и Кота. Мазутот беше и дел од истражувањето за енергетскиот сектор, за кој емисијата ја доби првата награда за истражувачко новинарство на МИМ под името Никола Младенов. Непресушен извор на корупција и криминал, за жал се големите комбинати како што е РЕК и поврзаноста на многу личности со оваа фирма. Код и понатаму ќе истражува. Ви благодариме што и вечерва бевте со нас. Имете пријатна вечер.